Безбедносната состојба во земјата е стабилна и направени се сите подготовки за можните сценарија во Украина, соопшти шефот на државата по денешната седница на Советот за безбедност, на која во голем дел се разгледувала ситуацијата настаната со тензиите на руско-украинската граница и можниот воен конфликт во тој дел на Европа. Северна Македонија како членка на НАТО беше должна да ги направи и ги направи сите неопходни подготовки, повторувам, подготовки за можните сценарија во зависност од тоа како ќе се одвива текот на настаните во наредниот период во тој дел од светот. Во таа смисла ги поздравуваме дипломатските напори кои се одвиваат на различни нивоа, кои ги преземаат главните фактори во меѓународната заедница, со кои им се дава шанса на диалогот и на преговорите, а не на оружјето и на воинствената реторика. Во таа смисла, во тој дел од светот има мали, засега символични знаци за деескалација на реториката во изминативе неколку денови, но се уште е рано за прогнозирање како ќе се одвиваат настаните понатаму, затоа што во моментов тој дел од светот се уште останува потенцијално високо ризична зона. Шефот на државата и врховен командант образложи што ќе се преземе во ситуација ако тензиите меѓу Москва и Киев преминат во отворен конфликт. НАТО ниту ќе донесе, нема ниту да донесе одлука за борбено учество на алијансата во Украина. Сосема независно како ќе се одвива развојот на настаните таму. Зошто? Затоа што според Вашингтонскиот договор, членот 5, само нападот врз една членка се смета за напад врз сите и само во тој случај сите други се обврзани да помагаат и со борбени трупи. Украина има партнерски однос со НАТО, но не е членка на НАТО. Сосема е друго дали вие на билатерална основа може да помагате, меѓутоа трупи на НАТО, вклучително и наша војска, нема да видите во борбени действија на украинска територија во случај таму тензиите да отидат до ниво на отворен конфликт. Значи, тоа е нашиот став. Секоја сериозна организација, НАТО е сериозна организација, и секоја организација која има силна милитарна компонента во себе си, а НАТО е тоа, во случај на кризи на своите граници, кои може да ескалираат во нешто покрупно, посериозно, е должна да разработи неколку сценарија. И тие велат, во случај да има ваков ниво на конфликт, што вие ќе понудите као членка на НАТО, на што сте обврзани. Чи само во таа смисла се зборува за подготвеност или кревање на нивото на мобилност на армијата. Пендаровски не демантираше дека Северна Македонија е цел на дезинформации, но избегна да ги прецизира изворите на тие активности кои во новинарското прашање до него беа квалификувани како руски. Ако коментирам јавно, би требало да навлезам во она што значи чувствителна или класифицирана информација. Се разбира дека извори на дезинформации кои не доаѓаат само од изворот кој ви го лоцирате, многу други места, не само држави, туку и ентитети, групи и поединци низ светот, ние ги лоцираме со помош на нашите сега многу поуспешно нашите партнери и сојузници во НАТО, алијансата. Меѓутоа, нешто во таа мерка си се презема, меѓутоа не можам да бидам специфичен, не можам да конкретизирам во таа смисла, бидејќи постојат активности насочени кон нашата држава, кои не се во склад со нашите национални државни интереси, кои се обидуваат именно тоа да го поткопаат. Постојат здружени активности и напори на нашите институции да го неутрализираат или оневозможат тој пробив, и јас мислам дека до овој момент со поддршка, повторувам, на нашите сојузници во НАТО, ние сме прилично успешни во таа смисла. Северна Македонија веќе и пренесе на Руската Федерација дека го почитува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина во меѓународно признатите граници. На вчерашната средба меѓу шефот на дипломатијата и рускиот амбасадор во земјава, Османи повикал и на деескалација на ситуацијата и изнаоѓање решение преку диалог и дипломатски начин на комуникација. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.